Клеветените христијани веднаш да се ослободат, докажаните еретици да се фрлат во влажни сандани. Боже, какво ослободување! Сите бевме живи мртовци. Букнах нова клада на хиподромот. Ме извлекоа од тесната келија и врзан ме изведоа пред народот. Меѓу собраните ги препознав моите богомили, седнати, за да можат подобро да го видат и чујат сломот на нивниот водач. Маку потому во земјата забија крст, како можност за избор. Повторно царот го покажа своето меко и милозливо срце и докажа дека смртта, насилната смрт е мој личен избор. Навистина царски направено. Тој беше и се однесуваше како цар. Кога се раздуи разбеснетиот народ, јас догледав жештената клада, но се втурнав кон огновите, меѓу отстапив наназад, само се вкопав место. Меѓу насобраната толпа забележав познато лице. Тоа беше ти, нервозен, растреперен. Се туркаше да излезеш пред сите. Си го минал цел тој мачен пат од Охрид до Цариград, со денови клотејки го своето старено тело во сената кочија, само да го видиш крајниот призор на твоето предавство, најголемиот сон. Кога ме подигна да ме фрлат во жештената клада, одеднаш се појави во мене еден бес. Еден гнев излезе од мене, еден крик излезе од мене и викав! Се додека не иседна во пламенот на огнот и не се претвори во пепел. Избезумен, тогаш му се молев на Господа да ме врати. И тоа е единствената молба што Бог, иако со големо задоцнување ми ја чу, ми ја исполни. Сега не чувствувам ништо. Нит лутина, нит гнев. Ништо. Ништо. Кога се вратив пред 9 години, брате Теофилакте, не можеш да замислиш колку бев гневен. Желба за одмазда, милиони мртовци,
а само јас со неподнослива желба за одмазда. Ти, мртов со векови, поразно, нема кому да му се одмаздам, очај, падна во неподнослив очај. Но во таа 1991 година се гледам, не сум повеќе истиот Василиј од 11 век и се наоколу е изменето. Пред 9 години се наоѓам во едно мало станче во Скопје. Гледам низ пенџерето, а скоро 2 милиони луѓе паѓајки на колена пред мене, а не знаат ни кој сум, ни што сум. Ми викат: Василе, Василе Нежилски, прости ни го незнаењето, смилувај се и кажи ни како преку зидот. Ајде, ти знаеш, ти си пророк, кажи ни. И за прв пат не знам што да речам. Велам: абе, оставете ме намира, та јас сум само прашинка од духот на народецов. Не, ти си пророкот Василий, ти знаеш, кажи како преку зидот, ајде кажуве, знаеш ти знаеш, ти си пророкот Василий. Абе, ништо не знам, ништо. И оставете ме намира. И барете некој друг да ве води и мислете еднаш за себе веќе. За мене големото патување е завршено. И ги снема. Го загубив мирот. Мисле. Една година мислев. На годината излегов. Зидот уште поголем. Стојам вака покрај него и викам: Име ни треба! Мора да може преку зидот, да го искачиме зидот и повтор пат да се стекнеме со име. Викам јас, викам, колку што може ми не може он глас нема. Боже, што дочекавме. Земјата да ни стане дискантрија, а зидот Бог. И му се молиме. Земјата без имена, народот без имен, птиците ни се бесат по небесата и место да се подмладуваат, паѓаат долу и ни умираат. Ноќе, во темнината, ми идат познати лица на моите кревки апостоли, моите богомили, нежната самарчанка. Стојат така, напуштени и заборавени. Сега сум учител. Во едно село. Пролета 1993 година требаше да се оди на задолжителна екскурзија. 7 дена. Тогаш ми текна. И си велам, зидот, нека го видат учениците зидот. Зидот што значи име. Идејата прифатена. Од тогаш нема кој да не зборува за зидот. Она што дотогаш беше тајна за која сите знае, сега наднаш стана нешто главно. Најмногу заради телевизијата. Се е променето. Од големата и убава варварска земја, сега остана
Само еден мал дел, планински, самостојна државичка, обкружена од 3 страни со стрмни провалии, а од јужната, пак оној проклет зид. А бе живо пиле не остава да пролета. Сега мисли на последното што ќе ти го речем, брате Теофилакте. Ќе се представиме кај Бога. Таму нема ни мое, ни твое време. Обајцата најпосле ќе ја сватиме залудноста на нашата борба. Бог, верувај, нема да покаже слух за нашите ситни верски разлики. Тој дури ќе не помеша. Ќе помисли дека ти си Богомилот Василий, а јас архиепископот Теофилакт. Дури таму, во рајот, ти ќе сватиш, а јас ќе сватам, дека ти и јас, тужителот и обтужениот, правоверниот и еретикот, мразачот и намразениот, во Божјата свест сме исто. А сега прости ми, нека ти е простено. Прости ми, нека ти е простено. И нека гори. Се да изгори до темел. Ако така треба да биде. Тогаш нека гори.